ако сакаме да направиме една демократска култура, оваа демократска култура треба да се заснова без дискусија во вредности кои знаат кои имаат јасна визија и која би имала можност уште покасно да се промовира. Благодарам ти, време со да искажеме, заврши вашата минута. Една минута, Весна Јаневска, поведе. Не се согласувам, сметам дека не е баш сосема така. Политичките партии се оние кои ја декларираат политиката, односно ориентацијата политичка е едноставно лево или десно. За подобрување на квалитетот на луѓето кои ќе влезат во парламентот, јас предлагам отворени листи, значи и едното и другото, и политички партии и личности, отворени листи во кои граѓаните ќе можат да гласаат и за политичката партија, но и сами да го одредат редоследот на личностите кои што ќе го заземат редниот број во политичките партии. Тоа би служило за демократизација на партијата. Инаку би сакала да кажам дека и лепачите на плакати, така младите всушност поступуваат во политичките партии, имаат своја заслуга за она што треба да го постигне политичката партија. Многу тешко се работи во политичките партии за да се стигне до кандидат за пратеник. Јас бев јасен, кажав за оние што пребрзо стигнуваат од плакатите до парламентот. Благодарам, заврши вашата минута, една минута, Филип Петровски, повелете. Јас сум лепел плакати и јас сум пишувал графити. Секако дека и тоа е дел од политичкиот активизам. Меѓутоа во Македонија во политичките партии се забележува одредена стагнација на развојот на демократските процеси. Многу често во нашите партии, доколку некој размислува различно, тој е ставен на црна листа, тој е тргнат на страна, тој веднаш се прогласува во тие партиски штабови за некаков непријател. Може да прашам нешто? Секако. Од лично искуство е ова? Па имам јас и лично искуство, бидејќи имам 15 години со свежо е или е старо? Па и старо и ново. Добро. Како и да е, тоа мене не ми пречи ни најмалку, отворено го кажувам, но мислам дека тоа и пречи на Македонија, затоа што резултатите кои што ги имаме после таквите процеси кои што се внатре во партијата се манифестираат, односно илуминираат во државните органи, а Македонија не можам да кажам дека може да се пофали со многу добри резултати. Благодарам, мој убав часовник че извеше Агин Пошка, една минута, повелете. Демокрацијата култура се развива со нови девизи и не можем да решиме дека имаме одреден развиток или нема никаква демократија која што не мисли за младите или нема една референција кон младите. Ние сме во еден систем кој очигледно за 17 години има уште проблеми да се реформира. Сите кампањи се за промени, реформи и така натаму, но не успева. Мислам дека ситуацијата моментално покажува за тоа и оваа визија не се наследува. Ние зборуваме за демократија која не се наследува од поколение, него таа се учи и тие млади треба да имаат можност да се дел од тие промени. Што да вашите студенти имаат ли желба за влез во политиката? Дел они ви имаат желба кога ги гледат другите колеги нивни кои успеа. Ја имам своји студенти кои стигна многу високо во овие води. Тоа е супер дека имаат можност, но кога гледа дека начинот да се стигне до таму е преку лепење плакати и слични работи, тоа стварно не е атрактивно и не е стварно ни малку идеално. Да, подобро се занимаваат со стекнување на знање отколку нешто друго. Една минута, Весна Јаневска, повелете. Значи, личноста со самото влегување во политичка партија губи или доброволно се откажува со дел од своите слободи. Тоа не значи дека не смее да го каже своето мислење, но ќе ви кажам пример дека во последните 80 години во германскиот Бундестаг само единствен пратеник различно гласал од мислењето или ставот на сопствената партија. Но сметам дека во Македонија има напредок. Апсолутно мислам дека може да се додемократизираат политичките партии, но во процесот на демократијата не можеме да бидеме слепи. Реплика 30 секунди, Филип Петровски, повелете. Па не мислам дека не е баш најсреќен пример германскиот Бундестаг во последниве 80 години, бидејќи во тие 80 години помина и фашизмот на Хитлер. Јас